Антикорупцијско отвара предмет за владиниот генерален секретар Драге Рашковски за тендерот со Македонска навигација. Ова информација потврдуваат од Државната комисија за спречување на корупција. Неофицијално антикорупционерите ќе проверуваат дали Рашковски има евентуална вмешаност во изборот на оператор кој треба да постави нов безбедносен радарски систем на Скопскиот аеродром. Во интервјуто за телевизијата Алфа, опозицијскиот лидер Христијан Мицковски рече дека Рашковски признава дека е дел од скандалозно криминално дејание и дека сам се кажал дека за тендерот задачата ја добил од премиерот Зоран Заев. ВМРО ДПМН до обвинителството поднесе пријава и јавно побара притвор за Рашковски. Но неговата владина функција засега е сигурна, токму по изјавата на Заев дека не планира да го разреши. Премиерот потенцираше дека во тендерската постапка на италијанската фирма Леонардо за опрема за модернизација на контролата на залетање во македонската навигација нема никаков криминал. Разрешениот директор на техника во контролата за летање МНАФ, Климен Чепуњовски, против кого Рашковски најави дека ќе поднесе кривична бидејќи од него протече аудиоснимката, за еден ТВ не сакаше да коментира. Сепак има истрага и сега шо да кажам, знаеш како е тоа. Барем колку што ми кажа адвокатите дека најдобре е после истрагата се да се каже. За скандалот со набавка на новиот систем за контрола за летање од италијанската фирма Леонардо, тендерот е тежок 7 милиони евра. Рашковски изјави дека изборот го направил, откако по промената на власта утврделе дека со реализацијата на тендерот се доцни повеќе од 4 години. Тврдеше дека тој не договарал провизии.